Нов плоштад Мајка Тереза и нова катна гаража Кресненско востание беа пуштени во употреба денеска во центарот на Скопје. Со плоштадот партнерно се уредува просторот околу новите градби на левиот кеј на Вардар од потегот кај МНР до камениот мост, а со катната гаража која е со површина од околу 20.000 метри квадратни се обезбедуваат нови 440 паркинг места во строгиот центар на градот. Верувам дека новиот паркинг ќе биде искористен од многу посетители на градот, како и од многу вработени во околните институции. Во интерес на промоцијата на новата подземна катна гаража, во следните неколку месеци, паркингот во истата ќе биде бесплатен за сите граѓани. Надкатната подземна гаража, денес го пуштаме во употреба и новиот плоштад Мајка Тереза. Со изградбата на овој плоштад, целокупниот простор на кој во изминатите години се градеа нови објекти, денес се заокружува и добива своја нормална и естетска целина. Целокупниот простор кој во изминатите години беше едно големо градилиште, денес е претворено во едно прекрасно шеталиште. Катната гража која се наоѓа во близина на МНР и МОД под плоштадот Мајка Тереза, инвестиција вредна околу 9 милиони евра, треба да го реши проблемот со паркирање во центарот на градот. Изминатите 100 години се години во кои многу светски, европски и балкански метрополи се обликуваа и градеа на големо. Денес тоа се градови кои се препознатливи по својата функционалност, по својот дух, по своите обележја, по своите градби, по своите споменици и секако по големиот број туристи кои ги посетуваат во сите годишни времиња. За жал, додека другите народи градеа, главниот град на Република Македонија беше заборавен во минатото и оставен на забот на времето. Единствено нешто по што беше познато Скопје беше камениот мост, старата Скопска чаршија и Скопското кале, изградени пред векови, кои потекнуваа од време турско или далеку пред тоа. Сето останато, голем број училишта, бараки, улици, болници и објекти претежно били изградени веднаш после земјотресот во 1963-та и тоа најчесто како донација и помош од странски држави заради земјотресот. Скопје го разбудивме од длабокиот сон и дојдоа времиња во кои главниот град се издигна во едно ново и модерно руво и прерасна во модерен и функционален град, додаде премиерот Груевски. Овој плоштад со неговата местоположба сметам дека ќе биде еден од музичките центри на градот Скопје, каде што градот Скопје ќе планира многу настани кои ќе се одржуваат на овој простор, кои што по амбиентот и местоположбата ќе одговараат за таквата намена. Значи, тука ќе има настани од Скопско лето, ќе има настани од Бела ноќ, музички настани, може да биде тука во одредени случаи виноскопот и многу други настани поврзани со настапи на музички групи и слично. Трајановски посочи дека овој плоштад е 6-ти поред плоштад во Скопје, во кој за жал порано имаше само еден плоштад.